Интересот што и оваа година го покажуваат уметниците и културните организации за годишните конкурси е јасна потврда дека нашата културна сцена е динамична, иновативна и подготвена за создавање. Финансирање на годишните конкурси за 2026 година пристигнаа вкупно 2618 пријави, број што уште еднаш го потврдува интересот и довербата во системот. Се работи за проекти кои ќе збогатат културната понуда, ќе отворат простор за нови креативни изрази и ќе придонесат за меѓународната афирмација на македонската култура. Особено значајно е што и во 2026 година продолжуваме со систематско зајакнување на националните установи. Наш стандард и од него нема да отстапи. Затоа сакам да упатам искрена благодарност до членовите на стручните комисии кои одлучуваа за изборот на проектите, како и до сите вработени во Министерството за култура и туризам, кои со својот професионален и технички ангажман придонесоа за навремена и квалитетна подготовка на годишната програма. Почитувани присутни, годишната програма за 2026 година испраќа недвосмислена порака и адаптација на постојните објекти што ги користат јавните установи од областта на културата. Обезбедени се финансиски средства во висина од 407 милиони денари, кои ќе се реализираат преку 13 значајни проекти. Национални установи без делегиран буџет, додека 7 установи со делегиран буџет самостојно ќе управуваат со бројот и висината на проектите. Од категоријата други корисници одобрени се 43 од 52 поднесени проекти. Наследство во опасност со 4 милиони денари. Во областа на аудиовизуелното наследство, Кинотека на Македонија Скопје ќе добие 4,5 милиони денари за заштита и дигитализација на филмското богатство, обработка на архивски материјали и унапредување на условите и за чување и јавна достапност на културното наследство. Во рамки на оваа програма приоритетно се инвестира и во национално значајните споменици, археолошките локалитети и историските комплекси, каде се реализираат континуирани проекти за конзервација, реставрација, адаптација и презентација на културното наследство, кои се одржува фазно и одржливо. Посебно ќе го спомнам и спомен домот на Разловечкото востание во село Разловци, општина Делчево. Продолжуваме на целосно завршување, конзервација и реставрација, фестивал и 25-тото издание на Опфест, 50-тото издание на Стручката музичка есен и други. Значајна е и поддршката за джез проектите и дел од популарните музички концепти. Оваа година поддржани се значајни јубилеи и ретроспективни изложби кои ќе обезбедат квалитетна презентација на уметничкото наследство, од кои би ги издвоил јубилејната изложба 90 години од раѓањето на Александар Екуловски Цане, 30 години јубилеј Билгоид Кочиште Бигер, Јордан Грабуловски, јубилејна изложба по 100 години од раѓањето и ретроспективната изложба на Благоја Маневски, јубилејна изложба 80 години од постоењето на Длум и Друштвото на ликовни уметници на Македонија и други, кои работат континуирано. Исто така, со соодветна финансиска поддршка се застапени и многобројни традиционални фестивали и манифестации. Стимулирани се ансамбли и фестивали со концертни изведби кои го чуваат, го негуваат и го презентираат изборниот фолклор. Акцент се стави и на унапредување на културниот живот во помалку развиените региони, каде што ми беше непријатно да го слушам тоа. Јас кажав, ќе се поддржуваат квалитетни проекти, ќе се поддржуваат квалитетна програма. Ние навистина во комисиите имаме застапено и македонци, и албанци, и турци, и така натаму. Сите одлучуваат за квалитетната програма. Не можеме да си дозволиме да имаме процент, не знам. Предпоставувам, сакате да кажете бројка, 25%, 30, 40, колку треба да биде. Не можеме да определиме каков е процентот на или застапеноста на албанците во програмата.